зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Како да продадеш светлина во темнината? Темни периоди во животот ни доаѓаат на сите нас, времења кога се испитува се што знаеш за Бог. Апостол Павле имаше такво искуство. Почна кога доби визија за еден човек кој го молеше. Дојди во Македонија и помогни ни. Дела 16, 9 стих. Чувствувајќи дека Бог го управува, Павле и неговиот помошник Сила веднаш заминаа за Филипини, водечки град во таа област. Меѓутоа набргу по нивното пристојнување, како резултат на изгонување зол дух од една робинка, за да неа може да ја предскажува еднината и да заработува пари за нејзините собственици, беше наредено да ги претепаат и да ги фрлат во затвор. И тоа не беше само обична келија. Беа ставени во внатрешна келија со максимална безбедност, а нивните нозе им беа во окови. Па тука беа во целосен мрак, со крвави и болни грбови. Можеа да се сомневаат за Божјото водство. Можеа да се приредат джиновска забава за самозажалување. Но Библијата не вели. Околу полноќ, Павле и Сила се молеа и му пееа химни на Бог. Неверојатно. Потоа се случи нешто друго неверојатно. Силен земјотрес го затресе затворот толку силно, што сите затворски врати се отворија и паднаа оковите на заробениците. Во следните неколку часови, Павле и Сила го водеа чуварот на затворот во вера во Господ. Тој им ги исчисти раните и ги нахрани. Тие дури го крстеа чуварот на затворот и сето негово семејство. Дали твоите околности се чинат како затворска келија од која нема излез? Дали те обкружува мрак и чувствуваш болка? Држи се до она што знаеш дека е вистината за Бог. Тешките околности не значат нужно да си надвор од Божјата волја. Направи го она што осторија Павле и Сила. Моли се и пеј химни и песни за обожавање на Господ во мракот, додека не испрати земјотрес, кој ќе те ослободи од твојата затворска келија. Како што пишува пасторот Бади Овен, не дозволувај затворот да ја затресе твојата вера. Нека верата го затресе твојот затвор. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.